Рубикова коцка, механичка загадка, изум од 1974 година од унгарскиот вајар и професор по архитектура Ерно Рубик. Оригинално наречена магична коцка од незиниот пронаоѓач. Оваа загадка е преименувана како Рубикова коцка од компанијата Ideal Toys во 80-тите, а таа ја освоила и наградата за германска игра на годината во специјална категорија за загадки. И кај нас постои Македонска Кјубинг асоциација, а нејзин член е најмладиот шампион во местење на Рубикова коцка во Македонија, Ѓорги Чешмеджиевски. Неговиот интерес и љубов кон коцките започнуваат во 2015 година, а тој вели дека токму со Рубиковата коцка имало некоја посебна магија која трае до ден денес и му носи 59 медали на меѓународни и спортски надпревари. Ѓорги, кој е твојот последен рекорд? Мојот последен рекорд беше сега кога бев во Зворник во Босна и Херцеговина. Тогаш беше 4 по 4, 5 по 5 и некои други настани. И со тоа ми се подобрија времењата многу. 2018 во Тирана тогаш го постави твојот прв рекорд. Од тогаш се поминати 6 години и ако зборуваме за подобрување, односно соборување на сопствениот рекорд, што е она кое што, да речеме, е најважно во меѓувреме и колку всушност се подобрува рекордот, односно која е разликата од првиот до последниот? Па голема разлика има помеѓу првиот што ми беше 3 по 3 рекорд со последниот. Сега првиот ми беше 13 секунди, а сега се намали до веќе 6 секунди. Што е најважно? Вежбањето, дали психичката подготвеност, концентрацијата, фокусот, што е она кое што е клучно пред секој надпревар или во меѓувреме од надпревар до надпревар? Па најважно е маца да имаш, маца од се да имаш, треба да бидеш спремен да вежбаш, треба исто да бидеш психички, исто да бидеш добар, да имаш добра психичка подготвеност да имаш, да, и ова и концентрацијата, да. Например, ете, се надпреваруваш и всушност како изгледаат тие надпревари, на кои што можеме да видиме вака како гледачи, визуелно е дека сите сте на посебни клупи и се мери времето, но веројатно притисокот е за вас исто така важен. Притисокот кој имате за времето пред се, но нели сите останати надпреварувачи самата конкуренција. Значи, како ти го доживуваш сето тоа на играта? Па секој надпревар нешто ново се случува. Но не нешто ново, ама се уште ново искуство е. И да, не е дека немаме сека, јако бе веќе на 20 надпревари, не значи дека нема да имам некојаш малце стресови. Така, а се запознавате меѓу себе со сите надпреварувачи кога траат надпреварите, се разменувате, да речеме, искуства во однос на местењето на Рубиковата коцка, како кој тоа го прави на каков начин, има ли такви пријателски односи или пред се така надпреварувачки? Па има и пријателски надпреварувачки што се односи, да. Те мотивира конкуренција или те плаши? Ме мотивира, да. Колку е важно вежбањето? За оние кои што рекреативно сакаат да местат Рубикова коцка, а никогаш не наместиле во живот. Колку е важно вежбањето за да се успее во тоа, да им каже рака не? Па вежбањето е важно бидејќи тоа може да прави огромна разлика. Дека разликата меѓу некој што е 40 секунди, некој што е 20 е потполно само вежбањето. Ако знаат може да истите работи, вежбањето голема разлика ќе направи. Па прилика сат и пол може да зависи каков е денот. Некои денови помалку, некои денови повеќе вежбам. Последниот светски рекорд мислам дека е ова кога бил еден од Кина што се вика Йихен Уенг, он го направил рекордот 2 по 2 average, што ти е од 5 времења, како од 5 времења имаш, го брижаш најдоброто и најлошото и потоа правиш просек од 3. И направил 0,70, тој е еден од најпрвите, што беа под 1 секунда и може заради тоа ќе нема веќе настан 2 по 2, дека премногу брз веќе станал. Имаш ли желба некогаш да го согледам тоа што си започнал многу млад во однос на постигнување успеси и брзина на местење на Рубикова коцка? Дали имаш желба за соборување на светски рекорд и на светски надпревари? За светски надпревари, да, ама за светски рекорд помала е шансата, ама има шанса, да.
Она која што исто така е познато за тебе, дека ја мислиш Рубиковата коцка и со нозе. Да. Тоа е една голема разлика, да речеме, со нација со нозе. Сега каков е тој предизвик да се мисли Па, коцка со нозе? Па сега тој настан веќе не постои заради санитарни причини, ама кога постоеше беше настан и јас сум единствениот македонец што ја пробал тој настан и национален рекорд имам минута и 19 што е најдобро време и минута и 54 што е за еврич. Тоа е импресивно, за минута и нешто да ја наместиш Рубиковата коцка дури и со нозе. Честитки за тебе, како и за сите овие успеси и медали за кои што еве претходно зборуваме и ги информираме нашите гледачи. Она кое што е исто познато за местењето на Рубиковата коцка и како светот и светските рекорди веројатно одат напред се побрзо и побрзо, е уште еден предизвик местење на Рубикова коцка под вода, сигурно знаеш и за тоа. И дали некогаш си пробал, дали имаш намера да пробаш, што мислиш за тоа како еден повторно ќе речам млад шампион кој што веројатно има малку поразлична перцепција во местењето на Рубиковата коцка од сите нас другите кои што можеби многу потешко тоа ни оди, односно не сме наместиле воопшто. Па да, сум го направил, сум местил под вода и многу интересно беше како искуство и би сакал пак уште еднаш да го направам некој ден пак. Дали тоа се случува на базен или некаде езеро, море или На слично? базен, дека да пливам, да тренирам. Што е најимпресивно, што за тебе најимпресивно од приказната во создавањето на Рубиковата коцка? Например, за мене од она што го знам од неговиот создавач Ерно Рубик е дека ни тој самиот не можел со недели да намести Рубиковата коцка и дека постојат 43 квинтилиони премутации. А ако е точно оваа информација, веруваме. Што за тебе така најинтересно цела оваа приказна? Па најинтересно ми беше дека е употреба Рубиковата коцка за објаснување некој наставник по архитектура. Го употребил како нешто за објаснување за згради и такви работи. Може дека спратува дека се секој слој. Неблагодарно е да те прашам која награда или кој медал ти е најомилен или кој надпревар би го издвоил, затоа тоа нема да те прашам, но ќе те прашам што е она која што е твоја желба и визија за во иднина, блиска иднина, а за далечно не зборуваме бидејќи рековме дека светскиот рекорд може да биде тоа, и што е она која што можеби следно би можеле да го најавиме. Па би сакал да одам на шампионат, тие што се од сите држави, што сега најмногу луѓе што има, 200-300 луѓе што има на шампионат да одам, интерес, сакам да одам некојаш. Поддршки имаш од пријателите, поддршки имаш од семејството. Верувам дека голем дел од другачињата те прашуваат како и на кој начин го правиш тоа, па еве и за оние кои што не следат, а се млади како тебе, а се заинтересирани или можеби и Рубиковата коцка им е љубов на прв поглед како што и ти велиш, што би им порачал во однос на упорност, во однос на вежбање, на тоа кое што можеби би го практикувале во иднина? Па да им препорачам да не се откажете, ако не ви е добро времето од прва, само вежбајте, тоа може многу да ви помогне. И сега за крај на лице место ќе измериме за колку секунди Ѓорги ќе ја намести Рубиковата коцка, ќе мериме на штоперица. Почнуваме сега. Петнаесет и пол секунди. Браво, Ѓорги. Најдобро време, ама сега Со оглед на околностите, така не пече сонце, си пред камера и така натака, иако веројатно не ти е прв пат, но како и да е, тоа е импресивно во секој случај и начинот на кој што тоа го правиш, браво. Јас ти благодарам, а јас ти посакувам да имаш уште многу успеси, да ги соборуваш не само собствените рекорди, туку и светските рекорди кои што постојат и се надевам дека ќе имаме можност и следна прилика да зборуваме со многу повеќе медали и дипломи, сертификати и твои успеси. Ти благодарам. Изумителот на Рубиковата коцка Ерно Рубик рекол дека ако не можете да решите Рубикова коцка, не значи дека не сте паметни. Тоа е само тест за една работа, а никој не е добар во се. Постои заблуда дека девојките не се снаоѓаат добро со нив и тоа не е точно. Рубиковата коцка е светски најпродаваната играчка со над 300 милиони Рубикови коцки и нејзини имитации продадени низ целиот свет.